Синдикалниот лидер Дарко Димовски денес побара казна затвор за сите работодавачи кои во изминатиот период зеле помош од државата, но со парите не им исплатиле плата на работниците. Според него овој случај треба да се третира како класична кражба и така со прекршителите да се постапува. Не може некој што се огрешил през законот и украл пари, ние да му речеме да ги врати и да не за тоа да не ослужи казна затвор или да не одговара кривишно. Во тој сегмент не се согласувам со директорката, баш напротив, требаше да одржи на лекција тие сите да речеме работодавачи, управители или не знам одговорни на тие фирми и компанија да се завршат во казнено поправен дом и друг пат да знаат дека не може да се играат со парите на работниците. Изјавата на Димовски доаѓа откако до синдикатот пристигнале 32 поплаки од работници кои не примиле плата, а вчера директорката на УЈП Сања Лукаревска обелодени дека бројот е многу поголем. 306 работодавачи кои што примиле финансиска поддршка во износ од 16.305.020 денари не ја исполниле обврската за исплата на плата за 992 вработени. Наспроти ова, од синдикатот сепак се категорични дека финансиската помош за плати на работниците мора да продолжи, особено во најзагрозените сектори – туризам, угостителство, градежништво, текстилна и кожарска индустрија. Сметаме дека е неопходна финансиската помош за субвенционирање на плати, директно на сметка на работниците, подучени од ова што го кажувате вчера и директорката Лукаревска, но и да останете тие грантови, ние немаме ништо против. Секој што смета, нека го земе, но во овие најзагрозени сектори мора да се даде субвенција за платите, а таму си има критериуми како што каже вице-премиерот Бетичи, по ние што ако стварат приходи ќе ги вратат тие работодавачи тие средства што се земени. Значи ние не треба да се плашиме за тие средства. Инаку петтиот пакет мерки на државна помош не предвидува помош за плати, туку бескаматни кредити за унапредување на производството, нешто со кое не се согласуваат ниту синдикатот, ниту работодавачите.